Понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. 11 повредени лица е билансот од 4 сообраќајни несреќи што во изминативе 24 часа се случија на територијата на Кочани и околината. Четворица од повредените се здобиле со сериозни повреди и се препратени на клиниката за травматологија во Скопје. Меѓу нив има и бремена жена. 4 сообраќајни несреќи во Кочани и околината се случија во текот на изминативе 24 часа. Во нив вкупно повредени се 11 лица на различна возраст. Повредените се од Кочани, Виница, Берово, Македонска Каменица, Штип и Струмица. Од нив 8 се мажи и 3 жени. Сите правично се однесени во Кочанската општа болница, од каде што четворица поради сериозноста на повредите се препратени на травматологија во Скопје. Од тешко повредените што се пратени на Скопската клиника, 2 се жени, од кои едната во 5-тиот месец од бременоста. Двајца од повредените 11 се задржани на лекување во Кочанската болница и се уште се на интензивна нега во хируршкото оделение, информираат од болницата. Останатите 5 по укажаната лекарска помош пуштени се на домашно лекување. Причината за 4 сообраќајни несреќи најверојатно е неприлагодената брзина на условите на патот и непочитувањето на поставените сообраќајни знаци, како и правенството на минување. По 3 години Гоце Лазаров од Оризари го оствари родителското право да ги види своите 2 малолетни деца, откако му ги зела поранешната сопруга. Задоволен е што ќе има редовен контакт со нив, но ќе започне судска постапка наместо со мајката, тие да продолжат да живеат со него. 35 годишниот татко Гоце Лазаров од Оризари по 3 години повторно е со своите деца. Тој успеа да се избори за сопственото родителско право и малолетните син и ќерка дојдоа во неговиот дом. Според него, поранешната сопруга и институциите на системот го одделиле од наемилите, пошто започнала неговата битка да докаже дека му е нанесена неправда. Иако уште во 2011 година од Центарот за социјални работи од Делчево добил писмено известување во кое стои дека после разводот од сопругата децата му се доделени нему, тие му биле одземени, а тој бил спречен да ги видува. По објавувањето на неговото барање на нашата телевизија пред околу 1 месец, институциите ја преиспитале претходната одлука и му дозволиле да има контакт со децата. Преку медиумите што кажуваше, што објавуваше се, што ми помогнаа луѓе за да дојдам до контакт до децата, да ми кажат после 3 години кој ги крие децата и каде се наѓа децата. И до денеска дојдеа децата кај мен дома. У месецот да ги гледам поеднаш децата, а ќе ја карам постапката за да си ги вратам падната деца како што беа доделени на мене, дека јас имаш родителското право, а мајката го беше изгубила родителското право. Лазаров веќе ангажирал адвокат кој покренал судска постапка со цел децата да му бидат вратени, односно да се дознае каде се и кој му ги одзел. Тужбите се веќе поднесени и чека се судот да одлучи со моите сите што ги имам документи за децата за да докаже на крајот вистината. Неправдата што му била нанесена со одземањето на децата го натерала самиот да се обиде да ги пронајде. Барајќи ги кај сестрата на неговата поранешна сопруга, во момент на афект Лазаров пукал и ја ранил жената, пошто бил осуден на 6 годишен затвор. Најголем дел од казната веќе одлежал и наскоро повторно ќе може да биде со своите деца. Вели дека нема да дозволи неправедно да му бидат одземени и да доживуваат нови трауми. Општините Зрновци од македонска и Белица од бугарска страна се партнери во проект за испитување на потенцијалите за искористување на обновливите извори на енергија. Проектот е поддржан од европските фондови преку ИПА програмата за прекугранична соработка. Општината Зрновци во партнерство со бугарската општина Белица го реализира проектот за валоризација на обновливите извори на енергија. Испитувањата што ќе се направат со него ќе треба да ги покажат потенцијалите на двете микросредини за искористување на ваквиот вид енергија, за што поддршка имаат преку ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската Унија. Во рамки на проектот веќе се одржа еден семинар во Бугарија на кој представниците од двете општини ги испитуваа можностите и ресурсите со кои располагаат за обезбедување поевтина енергија. Општината Зрновци на почетокот од оваа недела е домакин на вториот семинар од кој треба да произлезат и конкретни заклучоци како понатаму ќе се реализира проектот. Од овај семинар ќе произлезе физибилити студија, која што физибилити студија ќе биде изработена од фирмата Intel Advisors од Република Бугарија,
Тие гарантираат за квалитетот на оваа студија, бидејќи се работи за нивно долгогодишно искуство во оваа проблематика, така да наскоро ќе добиеме студија преку која што студија ќе биде основ за потенцијалите на обновливи извори на енергија, која што ќе послужи кај обичните граѓани, да развие свеста за користење на ваквата енергија, меѓутоа исто така и на бизнис секторот за охрабрување да почнат да инвестираат во обновливи извори на енергија. Овој проект е со финансиска конструкција од 95.000 евра, од кој што околу 40.000 евра се наменети за истражување во општина Зрновци и останатите 55.000 евра во општина Белица, Република Бугарија. Преку проектот се разгледуваат можностите за искористување на сончевата енергија, на ветерот и на водата, но и на биомасата. Од бугарска страна беше искажено задоволство што заеднички се реализира зафат со нашата општина, при што очекуваат и конкретни резултати. За мен е исклучително удоволствие. Задоволство ми е што сум гостин на општината Зрновци во Македонија. Имаме поголемо искуство во разработката на вакви проекти. Слична меѓународна соработка имавме и со вашата општина, Македонска Каменица, од што произлегува одлични резултати. Се надеваме дека партнерството меѓу нашите две општини ќе биде зајакнато и ќе даде поволни резултати. Проектот за валоризација на обновливите извори на енергија се реализира во изминатата 1,5 година и треба да заврши до средината на ноември. 84 ученици од 5 средни училишта од Истокот полагаат екстерни предмети од државната матура. Тоа се они ученици кои од оправдани причини или не полагале или паднале на испитите во јуни. Домакин е средното Гошо Викентиев. Учениците од завршните години од средните училишта кои од оправдани причини не полагале државна матура во јунскиот испитен рок или не успеале да положат некој предмет, полагаат државна матура започнувајќи од 11 па се до 16 август. Средното Гошо Викентиев годинава е домакин за полагањето државна матура, каде полагаат вкупно 84 ученици од 5 средни училишта од источниот дел на државата. Полагат 5 училишта, ученици од 5 училишта, ќе полагат во нашето училиште, тоа се значи нашето Гошо Викентиев, гимназијата Љупчо Сантов, Методија Митевски Брицо од Делчево, Ванчо Пркевиница и Ацо Русковски од Берово. Денеска се полага македонски јазик и литература. Купно 16 ученика полагат од сите овие наброени училишта. Од оваа учебна година државната матура учениците ја полагаат според новиот концепт 1+3, односно полагаат 3 екстерни и 1 интерен предмет. Во августовскиот испитен рок учениците од завршните години полагаат на 13, 14 и 16 август. Во среда на 13 се полага странски јазик, на 14 во четврток се полага математика и филозофија и во саботата на 16 се полага бизнис, физика, историја, хемија и биологија. Вкупно од сите овие 5 училишта имаме 84 ученика што ќе полагат 84 предмети, бидејќи некои од учениците полагат по 2 или по 3 предмети. Интерните предмети матурантите ќе ги полагаат од 19 до 23 август. Прелиминарните резултати од државната матура ќе бидат достапни најдоцна 30 дена од полагањето на последниот екстерен испит. Учениците кои нема да бидат задоволни од добиената оценка по некој предмет имаат право на приговор, кој треба да се достави до училиштето. По завршување на процесот на приговори ќе бидат објавени конечните резултати од државната матура од августовскиот испитен рок. Екстерните тестирања пак за учениците кои од оправдани причини не полагале во јуни се закажани за 15 и 18 август. Над 2000 пензионери од 20 општини од државата беа дел од пензионерската средба, што во неделата се одржа во селото Пантелеј во кругот на манастирот Свети Пантелејмон. Домакин на традиционалниот собир беше Кочанското здружение на пензионери. Дружење, забава и богата програма приредија пензионерите од 20 општини од Македонија на традиционалниот собир на пензионери што на манастирот Свети Пантелејмон се одржа во неделата. Некои пензионери за прв пат доаѓаат во убавото Пантелеј, па се чувствуваа пријатно во прекрасната природа. Многу убаво, прв пат доаѓаме, многу сме задоволни. Многу убаво се чувствуваме, многу е убаво. Кој не е доаѓал, нека доаѓа, нека види, со видување бива убавиње. Убаво, нема извидиме се пријателство,
многу убава работа ово, пензионерите да се собират, задоволство е тоа, видиме се, убаво е. Присутните ги поздрави председателот на Сојузот на пензионери Драги Аргировски, председателот на Кочанското здружение Ѓорги Серафимов, како и градоначалникот Димитровски. Втор викенд имаме бесплатен превоз со воз за сите пензионери и стари луѓе и најава идната година веќе за оние што немаат возови, односно пруги, ќе има и месечно еднаш туристички викенд од сите градови во Република Македонија. При тоа ќе се посетуваат сите туристички места од Скопје до Охрид и другите места значајни во Република Македонија. Свети Пантелеймон знаете дека е оној заштитникот на здравјето на сите луѓе. Тоа е она што е потребно на секој, било да е млад, било да е повозрасен. И токму заради тоа овде е изберено тоа место по осми пат да се дружиме, да другаруваме, да се веселиме и да заминеме со добри спомени. Освен дружење, пензионерите проследија и богата културно-забавна програма. Председателот на Кочанското здружение рече дека вакви собири ќе продолжат да се организираат и во иднина. Манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј во иднина ќе биде манастир во кој ќе биде развиено монашкото братство или сестринство. Голем број верници во саботата го чествуваа празникот посветен на светецот. Света архиерейска литургија отслужи владиката Иларион со свештениците од Брегалничката епархија. Голем собир на манастирот посветен на Свети Пантелеймон се одржа во саботата во селото Пантелеј. Се отслужи света архиерейска литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион и свештениците од Брегалничката епархија. Многу верници присуствуваа на литургијата, а дел од нив беа и кумови на славата. Се кршеа погачи за здравје, се делеше ручек за сите присутни. Секоја година, тука сме 30-40 години, секоја година доваѓаме христијани. Си месиме погача, месев за Света Петка, за Свети Пантелеймон. Ја ставивме во црква, како што прават сите, така и ние. Се чувствуваме убаво во соборниот храм на Свети Пантелеймон. Посебно владиката, поповите што ги одржуваа литургиите, присуствуваат на целата и многу ми беше интересно и убаво. Чувствуваме мир во душата. Покрај повозрастните, на чествувањето на празникот годинава присуствуваа и доста верници од помладата популација. Еве го празнуваме празникот Свети Пантелеймон, веќе 3 дена сме овде. Има доволно масовна посветеност, освен нас, мислам, освен старите, има и многу млада популација, тоа ме радува и понатаму ќе продолжиме да ги празнуваме празниците Света Петка и Свети Пантелеймон. Владиката одржа содржајна беседа, направи литија околу храмот и го благослови и пресече празничниот леп. Светиот Пантелеймон, лекарот, нека биде на помош, нека им дава исцеленија и помош на сите луѓе кои што имаат потреба, нека ги чува и пази сите луѓе. И како што овој манастирот низ вековите сјаел и светел, нека продолжи да свети и да сјае за сите верници кои што доаѓаат да побарат милост Божја и помош од светителот. На новинарско прашање за заживување на манастирот во иднина, владиката со одговор. Се молиме на Бога и живееме со таа надеж дека еден ден и овде ќе има монаси и повторно монашките братства ќе богослужат и ќе му помагаат на овој народ и ќе живеат во овој свет дрвен манастир. По завршување на литургијата, верниците го продолжија собирот, а многумина ваквите собири ги слават и остануваат на манастирот по неколку дена. Црквата Свети Атанаси Велики во Оризари го доби своето преосветување. Во неделата чинот го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештениците од Брегалничката епархија. По завршување на светата литургија, митрополитот Брегалнички Иларион заедно со свештениците од Брегалничката епархија го преосвети храмот посветен на Свети Атанаси Велики во Оризари. Голем број верници кои помогнаа да биде реновиран овој храм присуствуваа на чинот и на пригодната беседа што ја одржа владиката, кој ги повика луѓето на меѓусебна Христова љубов и на сите што допринесоа да се изгради и обнови храмот, им се заблагодари и им додели благодарници за нивната заложба. Прво се саквалам на сите верници од нашето село, верниците од Македонија и верници од диаспората, кои ние бевме еден мал спој преку нашиот Киро,
кој направи еден спој на 6 луѓе, бевме споени и заедно со господинот Тошо, отецот Тошо, направивме спој, почнавме со донацијата на луѓето и така го изградивме цел овој момент што сега се гледа и благодарен за кој не е дадена, сум задоволен што нема понатаму што да кажам. Значи остана уште надворешно уредување на дворот, стигнете веќе ги завршивме, и уште некои други пропратни елементи, мислам дека и се надевам дека во најскоро време тоа ќе го завршиме, пред се благодарение на верниците кои имаат доверба во нашата екипа, значи во нашиот тим, иницијативниот одбор, и верувам дека тоа ќе го завршиме во текот на наредната година. Црквата Свети Атанасија е изградена во 19. век врз темели на претходно пожарена црква. Првично била осветена во 1846 година, пошто повторно делумно била разрушена од страна на турците. По 30 години верниците од Оризари ја возобновиле. Во 2005 година е извршена комплетна реконструкција на интериерот, а во 2013 реновирање и реконструкција на фасадата и фреско живописот. Луѓето од Оризари и околината несебично дарувале во изминатиот период за црквата да го добие денешниот изглед. Следуваат информациите од спортот. Виница од 13 до 17 август ќе биде домакин на Балканското првенство во одбојка за младинци. Ќе продефилираат над 150 спортисти и спортски работници. Спортската сала во Виница ќе биде домакин на Балканското првенство во одбојка за младинци, што 13 до 17 август ќе се одржи во оваа општина. Големиот спортски настан го најавија градоначалникот Емил Дончев и представници на Одбојкарската федерација на Македонија. Учесници на овој балкански шампионат ќе бидат велесилите во одбојка во Европа, почнувајќи од Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Македонија, Романија, Србија и Турција. Голема благодарност до сите кои што помогнаа во организацијата на овој настан. Општина Виница и Одбојкарската федерација на Македонија се погрижија изминатите денови да се направи една добра организација на овој турнир и еве да искористам можноста една отворена покана до сите заинтересирани да дојдат во Виница во овој период и да присуствуваат на овој спортски спектакл. Одбојкарската репрезентација на Македонија од 5 јули се подготвува во салата во Виница. Можеме да се заблагодариме на домакините за добрата организација во салата и околу смештајот. Околу репрезентацијата работиме 2 пати дневно. Секој ден организацијата е прекрасна. Салата, можам да кажам, една од поубавите во Република Македонија, ни ги пружа сите оние услови кои ни се потребни за припрема на една репрезентација. Во репрезентацијата имам повикано 13 одбојкари, кои добро се осеќаат здравствено, здравствениот билтен е одличен, работиме безпрекорно. Во текот на овие 4 дена во Виница ќе продефилираат околу 150 активни одбојкари, судии и делегати од целиот Балкан. Одбојкарите што ќе дојдат во Виница се идните носители на играта на одбојкарски велесили како Србија и Бугарија. Само би се надоврзал околу на кои се фаворити меѓу нас кажано, по моја некоја проценка, тука е репрезентацијата на Бугарија, репрезентацијата на Србија, кој фактички овој шампионат ќе им биде последен припремен период пред завршница на Европско првенство во Чешка и во Словачка од 22-3 август до 1 септември. Историјата на Балканската одбојкарска асоциација е многу голема, традицијата на овие шампионати е многу голема од проста причина што преку тие турнири кој се покажал добар одбојкар, на крај станува и светско име. За вашите гледачи ќе биде интересно да се каже дека преку овие турнири откриен еден Иван Миљковиќ, Казиски од Бугарија, Митар Ѓурич од Грција. Значи тоа се у последно време некои светски имиња у одбојката. Од тимот на Одбојкарската федерација на Македонија подарок за организаторот, локалната самоуправа и градоначалникот на Виница Емил Дончев, одбојкарска топка и дрес за одбојка на плажа. Спорт чии можности за практикување се разгледуваат низ повеќе градови во Македонија, меѓу кои и Виница. Женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа дебакал од домакинот Сараево со резултатот 7:0. Македонскиот шампион ги загуби шансите за напредок во најелитното напреварување Лигата на шампионите.
Како што и се најавуваше, македонскиот шампион ЖВК Кочани заостанува далеку зад квалитетот на останатите екипи од групата. По поразот во првото коло 4:0 од финскиот првак Holland United, македонскиот фудбалски шампион во женска конкуренција загуби и во второто коло од квалификацијскиот турнир за пласман во Лигата на шампионите кој се одржува во Сараево. ЖВК Кочани доживеа дебакал во рамки на второто коло, откако со 7:0 загуби од домакинот Сараево фудбалски клуб 2000-та. Кочанки на овој меч повторно беа инфериорен противник, а домакинот на турнирот ја заврши работата уште во првиот дел кога обезбеди водство од 5:0. Сите голови паднаа во периодот од 49-та минута. Домашниот тим поведе со голот на Куч во 10-та минута, а на 2:0 с големи Хршум 5 минути подоцна. Ѓоковиќ во 21-та минута носи водство од 3:0, кое Шешлија и Спахиќ во 36-та, односно 45-та минута го зголемуваат на 5:0. Конечниот резултат го постави Јашаревиќ во 49-та минута. Со само 3 упатени удари кон голот на Сараево во текот на целиот надпревар, Кочани немаше што да бара во овој дуел освен уведлив пораз. Слично како и на претходниот меч против фински Оланд, нашиот представник заврши со играч помалку, откако во 82-та минута исклучување за работи Веселинова. Последниот меч во групата Кочани го игра против полски Меди Конин на 14 август од 17 часот на стадионот Кошево во Сараево и истиот ќе биде од важност за полскиот представник, имајќи предвид дека за македонскиот шампион е завршен уште еден квалификацијски циклус. Виница домаќин на уште едно издание на Офроуд. Успешна организација на манифестацијата што се одржа по 4-ти пат. Виница Офроуд 2014 по 4-ти пат. Организатор беше Сдруженијето на граѓани Мотоклуб Винеам, помогнат од локалната самоуправа. Се возеше по планински терен во Виничкиот регион, а учествуваа мотори и теренски возила од Македонија. Околу 200 учесници да имаме, со тоа да околу 100 мотори и теренски возила, 50 некаде. Манифестацијата имаше ревијален карактер. Релацијата на релито безмалку стандардна, како и минатите години. Село Екимово, Кршла Виничка, Пеклани, Голак, Обозна, Лаки, село Лаки, Плачковица, после се вози планината до Момин Преслап и на врвот се качуваме на Белкамен и од Белкамен се враќаме назад до Блатец селото и целото ќе не биде Рибник Слив. Иако сите посакуваа малку дожд заради подобар контакт на теренските возила и мотоциклите со подлогата, тој изостана. И покрај квалитетната организација и возење, сепак имаше и мали инциденти во кои неколку возачи се здобија со лесни повреди. Спортски вести од екипните спортови. Спартак на меѓународен турнир во Прилеп. Осоговосо контролен против САСА. Прилеп беше домаќин на меѓународен турнир во борење слободен стил. Прилеп 2014 наменет за категориите младинци, кадети и пионери. Екипата на Спартак беше представена од тројца борачи предводени од тренерот Зоран Митев. Резултатот просечен. Андреј Наков, 58 кг, го освои третото место, додека Столе Евтимов во категоријата 54 кг и Дејан Андов 69 кг беа четвртопласирани. На турнирот учествуваа 60 борачи од Унгарија, Србија, Турција, Бугарија, како и домашните клубови 7 мај, Спартак, Балканец, Бучим и Неготино. По 3 извојувани победи и 2 нерешени од 6 одиграни контролни надпревари, Осогово го доживеа првиот пораз. Жолтосините се поразени во македонска Каменица од домакинот Каменица САСА со 1:2, полувреме 0:1, во најлошиот одигран надпревар на овие подготовки. Единствениот гол за Осогово го постигнаа Даниловски. В недела 17 август на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе гостува екипата на Здравје Радов.
Вестите завршија, следете не и на kanal8.mk. Довидување.